Електрификацијата покрена многу процеси за кои не бевме свесни кога таа започна да се пробива. Производителите ги реорганизираат своите фабрики, се соочуваат со разни предизвици, мрежата за полнење станува голем логистички предизвик, меѓу другото, донесе неизвестност за традиционалните сервисери. Добра новост доаѓа од таборот на двојниот шеврон. Со представувањето на новата генерација на C3, Citroen најавува дека неговата електрична верзија ќе има прифатлива цена за повеќето купувачи. BMW го представи R1300 GS, новиот адут на компанијата за идната сезона. Добро дојдовте во новото издание на Автомагазин. Европското жири AutoBest ги објави финалистите од кои ќе се избере победникот. Build Your Dream Dolphin, Fiat 600e, Hyundai Kona и Jeep Avenger се автомобилите кои ќе се надпреваруваат за наградата Best Buy Car of Europe за 2024. Жирито од 31 член од 31 земја ќе ги направи своите финални проценки на специјалниот теч што ќе се одржи на полигонот Теесдорф во Австрија на 21 и 22 ноември, пошто ќе се сумираат оценките за финалистите. Кој ќе ја понесе титулата за 2024 година ќе се објави во декември по сумирањето на гласовите на сите членови на AutoBest. Nissan подготви уште еден концепт со вселенски изглед, чија ознака Hyper Adventure покажува за што е замислен. Екстериерот го карактеризираа динамичните панели на каросеријата, а препознатливата диагонална странична линија ја нагласува пространата кабина. Аеродинамиката е подобрена со пренасочување на воздухот кој струи низ предниот спойлер, а задниот дел и багажникот се изведени со камперски стил. Како напредно електрично возило има батерии со голем капацитет и може да служи за напојување на разни уреди или осветлување на места далеко од цивилизацијата. До таму безбедно ќе го однесе новоразвиениот систем за контрола на погонската сила на сите тркала, за кои не е познато колку моќни електромотори ќе го задвижуваат. Шансите за сериско производство на овој еколошки ориентиран концепт не се познати. Организациите кои ги штитат правата на пешаците и велосипедистите се обратија до Европската комисија со барање да се забрани увозот на американски пикапи. Во него активистите наведуваат дека големите возила конструирани за американските пространства се суштинско опасни во сообраќајот на стариот континент, посебно во тесните улици низ урбаните центри. Според нивното тврдење, заради прописите за увоз на нестандардни возила во Европската Унија, околу 60% од нив се долги и по 6 метри, високи околу 2 и тешки од 2,5 тона па нагоре. Проблематични се за маневрирање, а нивниот преден дел повисок од 10 годишно дете ја ограничува видливоста на возачот, правејќи ги смртоносни дури и при ниски брзини. Според анализите на разни институти за безбедноста, на кои се повикуваат активистите, пешаците и велосипедистите се изложени на двојно поголем ризик да бидат повредени или да загинат ако на нив налета американски пикап во однос на просечен европски автомобил.
Европските законодавци, следејќи ги заложбите за електрификација, се мобилизираа и донесоа одлука со која до 2025 година во Унијата на секои 60 километри долж главните коридори ќе мора да има полначи од најмалку 150 киловати. Со одлуката се опфатени и новите возила на кои на секои 60 километри од основата и на секои 100 километри од целокупната трансевропска сообраќајна мрежа мора да им се обезбедат полначи со моќност од 350 киловати. Направен е исчекор за водородните возила, кои ќе добијат станици за полнење на секои 200 километри од основната сообраќајна мрежа, но дури од 2030 година. Исто така се обврзуваат и операторите да им овозможат на возачите едноставно плаќање со кредитни картички без потреба за претплата, како и целосни информации за достапноста, времето на чекање и цените на станиците за полнење. Некогаш се учи и од учениците. Студентите на Техничкиот универзитет од Цирих ги искористија стекнатите знаења да постават Гинисов рекорд. Импресивен, мора да признаеме. Со електричен болид од сопствена конструкција успеа да постигнат забрзување од 0 до 100 км на час за само 0,956 секунди. Освен науката, за тоа се заслужни и нивната упорност да ги доведат работите до перфекција. Болидот тежок едва 140 кг беше опремен со 4 електромотори сместени во главчините на тркалата со вкупно 326 конски сили. Освен со аеродинамиката, идеалното прилепување е постигнато со систем кој како превосмукалка го извлекува воздухот од болидот, создавајќи вакуум што ги држи тркалата цврсто на подлогата. Колку е голем нивниот успех, кажува тоа дека 100 км на час беа постигнати после само 12,3 метри. На сите им е јасно дека електрификацијата носи големи предизвици, но некои едноставно не беа предвидливи. Таков е проблемот со кој веќе започна да се соочува Америка, каде околу 6% од полначите не работат. Причината е што нема кој да ги поправи, бидејќи во земјата има недостиг на електричари стручно обучени за одржување на полначите за електричните возила. Проблемот во иднина ќе се продлабочува. Белата куќа засилено работи на проширување на инфраструктурата, обезбедувајќи големи финансиски средства за отворање нови места за полнење, што не е проследено со соодветно зголемување на бројот на електричари. Според експертите, полначите за возилата кои користат еднонасочна струја се нова технологија со сложена конструкција и како такви не се познати на традиционално обучените електричари. Според зборовите на првиот човек на X-Bus, ова модуларно и ултрафлексибилно возило треба да го очекуваме при крајот на наредната, а најдоцна на почетокот на 2025 година. До тогаш на технолозите на компанијата им останува да го приспособат процесот на производство, бидејќи самото возило скоро и да нема измени во однос на пред 2 години прикажаниот прототип. Тоа значи дека инженерите добро ја замислиле и завршиле својата работа при конструирањето на ова возило, кое со помош на десетина изменливи модули лесно се трансформира од, например, комби во миниатурен кампер. Она што е заедничко за сите верзии се офроуд карактеристиките потенцирани со погонот на сите тркала, подигнатото подвозје и дополнителните заштити на каросеријата. Тежи само 600 килограми, заради што неговите творци ветуваат автономија од 200 километри од батереи со капацитет од едва и 10 киловат-часа. Истовремено кажуваат и дека за него подготвуваат батериски пакет од 30 киловат-часа. За погон се задолжени 4 електромотори со вкупна моќност од 76 конски сили, за кои не е познато какви перформанси ќе му овозможат.
Она што е познато е дека ова интересно возилце треба да се произведува во холандската Netcar фабрика, од која сега излегува BMW X1 и дека компанијата прави напори да го задржи ветувањето дека ќе го лансира за почетни 18.000 евра. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радиомрежа. Citroen ја лансира четвртата генерација на C3, првично во електричен формат наречен EC3. Покрај кросоверскиот изглед и зголемената удобност, C3 ќе има изведба и со бензински погон, а најавени се цени што ќе бидат конкурентни. Новиот C3 се уште е мал хеджбек со 5 врати, но е повисок и покоцкест од порано, земајки стилска инспирација од теренците. Напред, каросеријата се одликува со новото вертикално лице, каде блеснува новото овално лого на Citroen и сјајните црни решетки. Светлосните групи и предни и задни инспирирани се од концептот Оли. Новиот C3 е повисок од неговиот претходник со висина од 1,57 метри, што му дава дополнителни 60 мм растојание од подлогата во споредба со автомобилот во заменување. Од Citroen велат дека тоа ќе биде корисно во експлоатацијата, а истовремено ќе ја подигне возачката позиција за полесен пристап и излез. Сепак, во стајлингот има дефинитивно отисок на теренец, со црна обвивка на лакот на тркалата поставена на сите модели и украсни шини на покривот што ги красат поопремените изведби. Citroen ќе понуди многу опции за персонализација со така наречениот систем Color Clip, кој ќе им овозможува на возачите да го персонализираат својот автомобил по желба. Новиот C3 е дизајниран да биде попросторен од неговиот претходник со дополнителни 30 мм простор за главите. Citroen тврди дека C3 го има најдобриот простор за колена во класата на задните седишта со најмалку 20 мм повеќе растојание од просекот. Багажниот простор исто така подобрен во споредба со стариот C3, иако неговите 310 литри не се водечки во класата. Покрај тоа што дава приоритет на просторот во новиот C3, Citroen и даде на кабината високотехнолошки изглед, а најистакнат е новиот head-up дисплеј кој е малку поинаков од конвенционалните. Наместо да проектира избрани информации од групата инструменти на шофершајбната, системот користи сјајна црна површина на горниот дел од контролната табла, каде што ги рефлектира потребните информации. Тој систем е комбиниран со нов, помал мултифункционален волан. Новиот екран на допир од 10,25 инчи е забележлив за сите во кабината.
Безбедносната технологија ќе се одликува со автономно итно сопирање и помош за задржување лента, препознавање сообраќајни знаци и контрола на патувањето со ограничувач на брзината. Citroen не ги откри сите опции за погон што ќе бидат достапни за новиот C3, но потврди дека на избор се бензин или електрична енергија. Не се дадени никакви информации околу моторите, но повеќе од сигурно е дека тоа ќе бидат трицилиндерските PureTech од репертоарот на Stellantis. Затоа пак Citroen даде детални податоци за електричната верзија. Во низиното срце е пакетот батерија од 44 киловат-часови кој напојува електричен мотор од 113 конски сили. Тоа му овозможува на автомобилот да достигне од 0 до 100 км на час за 11 секунди и максимална брзина од 135 км на час. Но поважно е што со едно полнење ќе помине до 320 км. Батеријата поддржува брзо полнење од 100 кW, овозможувајќи на дополнување на батеријата од 20 до 80% за 26 минути. Полнењето дома преку зиден приклучок ќе трае нешто повеќе од 4 часа. Citroen се потруди неговиот EC3 да има достапна цена. Кога ќе дојде на пазарот на почетокот на идната година, EC3 ќе чини 23.300 евра. Во 2025 година ќе биде представена уште поевтина електрична верзија која ќе има намалена автономија од 200 км, но ќе чини 19.300 евра. Во Македонија, новиот Citroen C3 ќе пристигне во втората половина на 2024. Остануваме со електрификацијата. Заради низата ограничувачки фактори, електропогонот бавно навлегува во секторот на долголиниски камиони. Мерцедес со првиот E-Actros 600 е решен да го промени тоа. Овој електричен влекач, чие производство ќе започне при крајот на идната година, дефинира нови стандарди во патниот транспорт. Визуелно E-Actros 600 донесува фундаментално нов пуристички дизајн со јасни линии и аеродинамичен облик. Тоа е постигнато со заоблениот и затворен преден дел, оптимизираниот браник, обложеното подвозје и други унапредувања. Кабината е опремена со алуминиумски скалила и нов концепт на матрикс LED предни светла. Има 3 пакувања батерии, секоја од по 207 киловат-часа, заснувани на литиум железофосфатни келии, чија основна карактеристика е подолгиот век на експлоатација. Според спецификациите што им беа поставени на развојните инженери, E-Actros 600 е предвиден за 10 години работа во тек на кој може да помине 1,2 милиони километри. После тој период батериите би требало да задржат повеќе од 80% од капацитетот. За задвижување е развиена нова погонска оска со 2 електромотора кои работат на 800 волти. Тие имаат номинални 544 и максимални 816 конски сили и 4-степен преносник со што се обезбедува висока динамика во возењето. Посебно развиената електроника за темпоматот во предвид ги зема топографијата на теренот по кој се вози, текот на патот и сообраќајните ограничувања за да се обезбеди максимална ефикасност. Од Мерцедес предвидуваат дека автономијата на овој камион ќе изнесува 500 км, а времето за полнење на батериите е во ранг на предвиденото за законски задолжителниот одмор на возачите, со што се обезбедува поминување на 1000 км дневно. За сега се поддржани полночи со моќност од 400 киловати, а за иднина е предвидено користење и на мегаватни полночи. Возилото е конструирано за бруто комбинирана тежина од 44 тона, а со стандардна полуприколка има корисна носивост од околу 22 тона. Покрај влекачот, Мерцедес планира и соло варијанта на овој револуционерен електричен камион.
Како одговор на предизвикот што го постави Американското министерство за енергетика за креирање поефикасен камион, тамошната филијала на Volvo го конструираше концептот наречен Supertruck 2. За него инженерите на шведскиот производител тврдат дека благодарејќи на подобрената аеродинамика, употребените материјали и технолошките решенија е за дури 134% поефикасен од еквивалентен камион од 2009 година. Кабината, која е нешто пократка од вообичаените, има клинеста форма со заоблено ветробранско стакло, а за намалување на тежината за дел од погонските системи се употребени композитни компоненти. Опремен е со 48 волтен хибриден систем со интегриран стартер кој делува како генератор. Иако овој камион ќе остане само концепт, искуствата од него ќе бидат применети кај сериските модели. Почетокот на есента го означи и почетокот на продажбата во Европа на најголемиот смарт во историјата, кој сега, место мал градски автомобил, е електричен и скап компактен кросовер со купеовски линии. Означен како број 3, овој модел настанат во копродукција помеѓу Daimler и Geely, освен што спојува неколку пазарни експонирани трендови, покажува и дека светот на автомобилите дефинитивно се менува. Во корист на кинеската автомобилска индустрија ќе кажат зајадливите и ќе имаат право. Смарт со неговиот спортски карактер ќе ги освои сите оние кои не им е толку битна цената, исто како што на времето тоа го направи и оригиналот од 2,5 метри. Тоа што сегашниот модел е долг повеќе од 4,4 метри ги покажува промените на пазарните сваќања на купувачите и амбициите на неговите креатори од Штутгарт, кои му доделија интересни облини и до некаде агресивен преден дел. Остатокот е направен да биде симпатичен на изглед и повеќе практичен, а најмалку пазарно атрактивен. Тоа го постигнува со своите тркала од 20 инчи, од кои еден или два електромотори испорачуваат 268 или 422 конски сили, кои ќе го забрзаат до 100 км на час за тркачки 3,7 секунди. За комплетна сатисфакција на оние што за него ќе одвојат најмалку 43.500 евра, ќе се погрижат низ модерни облагодарувања на амбиентот, во кој четворица патници ќе може да поминат околу 450 км со едно полнење на батериите. Целосната електрификација на возилата неминовно ќе доведе до тектонски промени во автомобилската индустрија, чии последици најмногу ќе ги почувствуваат сервисерите. Имено заради помалиот број компоненти и поедноставното одржување на електричните возила, тие се соочуваат со драстично намалување на обемот на работа и приходите. Една студија што изготви Светската автомобилска федерација FIA вели дека до 2050 година 5 милиони луѓе од дејноста ќе останат без своите работни места. За да колку толку ја обезбедат иднината на својата сервисна мрежа, производителите користат бројни трикови да го ограничат пристапот до информациите за своите возила на независните сервиси. Така, место стандардните конектори за приклучување на уредите за диагностика, тие започнаа со користење на бежичен пристап до електрониката на возилото. На тој начин, купувачите се приморани да ги користат услугите на овластените сервиси, кои по правило се доста поскапи. Но по се изгледа, производителите ќе бидат приморани да ја прекинат ваквата практика. Имено, една одлука на Европскиот врховен суд, која до душа се однесува на друг тип информации за возилата, лесно може да биде применета и за овој проблем.
Доколку така се протолкува, тоа нема многу да им се допадне на производителите, кои пак во крајна линија добро ќе заработат, бидејќи заради авторските права дебело ќе може да го наплатат пристапот на независните сервиси до информациите за возилата. Како и да е, вака или онака цената на крајот секако ќе ја платат возачите. Во своите 53 години постоење, серијата GS стана иконски модел. Моторциклите на BMW стекнаа голем углед и уште повеќе поклоници. Сега на сцена стапува новата едиција со зголемен мотор и уште попривлечен дизајн кој подеднакво се вклопува на асфалтот и во безпатијата. Пред 115 години започна да се произведува автомобилот кој за своите 19 години кариера остана рекордер во продажбата цели 45 години. Неговото производство означи нова ера во автомобилската индустрија, воведувајќи ја подвижната лента. Тоа е неговото височество Ford T-модел. Новитетите во мотоиндустријата пристигнуваат со првите знаци на есента. Можеби најзначајниот за идната сезона е новата генерација на BMW R1300 GS, представена точно 100 години по првиот моторцикл на марката со боксер мотор и карданско вратило. Најавен како наредно ниво во развојот на автентичната баварска мототехника, тој има нов агрегат и ослонување, значително намалена тежина и подобрена динамика. Од BMW велат дека со него повторно ќе изненадат конкуренцијата, мислејќи при тоа и на проширената понуда. Изненадени ќе бидат и сопствениците, кои доста добро знаат што треба да очекуваат од него, бидејќи со сите своји карактеристики и сестрани квалитети се прикажува уште повпечатливо. Се разбира, централна улога во тоа има новиот двоцилиндричен боксер кој е покомпактен со поинаков распоред на брегастите оски и менувач спуштен под него. Во неговите точно 1300 кубни сантиметри се кријат 145 конски сили и максимални 149 ньютон-метри вртежен момент, што го прават најмокниот серијски боксер моторцикл во историјата на BMW. Новото ослонување е оптимизирано за прецизно и стабилно возење на сите терени, во што помага и контролата на височината која целосно автоматски се прилагодува во зависност од условите. Посебно задоволни ќе бидат љубителите на природата, бидејќи со поголемиот од напружините и на новиот ендуро режим на возење се обезбедува најголемата можна удобност без компромиси по динамиката. BMW досега има продадено 1 милион примераци од GS серијата, која за прв пат беше лансирана 1980 година, а новиот модел се очекува во продажните салони веќе при крајот на годинава. Автомобилот кој го постави светот на тркала и од корење измени индустријата наполни 115 години. Единствен заслужен за неговото создавање е Хенри Форд, кој не можеше да седи мирен додека не биде задоволен од сработеното. Неговиот и најутлив карактер постојано го доведуваше во конфликт со сите, најмногу со финансиерите кои бараа брз поврат на инвестираното. Затоа и Хенри Форд смени 4 компании пред да го направи модел Т онаков како што тој го беше замислил, што му успеа дури од 25-тиот обид. Токму поради тоа автомобилот беше означен со 25-тата буква од абецедата. Производството на модел Т започна во 1908 година и на почетокот се одвиваше на традиционален начин. Идејата за воведување на монтажната лента Хенри ја има добиено 2 години подоцна при една своја посета на фабрика за храна, каде видел како таа се пакува. Усовршувајќи го процесот, тој ја примени во производство на модел Т, со што драстично се зголеми продуктивноста.
Со намалувањето на трошоците паѓаше и цената од почетните $24,000 изразено во денешна вредност на само $4,000. Но тоа не беше се. Хенри ги шокираше американските капиталисти зголемувајќи ги повеќе од двојно надниците на работниците. На тој начин тој створи услови модел Т масовно да се купува, што во еден момент доведе до производство на 2 милиона возила годишно. Тоа значеше дека монтажната лента на секои 24 секунди ја напушта по еден автомобил, но и дека дури 60% од сите продадени автомобили во светот беа модел Т, а тој со текот на годините не се менуваше многу. Имаше 2,9 литарски мотор со 20 конски сили, кој можеше да работи на бензин, керозин или етанол. Тежеше 540 кг и со помош на двостепениот менувач постигнуваше 70 км на час. Имаше сопирачки само на задните тркала, а се произведуваше единствено во црна боја, бидејќи таа најбрзо се сушеше. Обстана 19 години, за кои беа направени малку над 15 милиони примероци, бројка која како рекордна беше соборена дури 1972 од страна на Volkswageновата буба. Иако ID семејството е во фокус, во Волфсбург мислат и на останатите модели од својата гама. Тука пред се наметнува Голф, кој е бренд сам за себе и никако не може да се идентификува со останатите. Затоа и челниците на Volkswagen одлучија тој и понатаму да се произведува во матичната фабрика, која подготвувајќи се за иднината, треба 100% да одговори на сите предизвици што ќе се испречат. При тоа во цело се мисли на електрификацијата, која беше и тема на заседанието на управниот одбор на групата, на кое се разгледаа развојните планови за наредните 5 години. А како времето очигледно тече побрзо од предвиденото, на него се донесоа одлуки кои генерално ќе влијаат на подолгата иднина на Volkswagen. Главни критериуми за нив беа да се создадат услови за профитабилно користење на капацитетите и економската перспектива што може да се согледа со годините што следат. Така, под превезот на иднината е одлучено преминувањето на електромобилност како можност да се искористи за намалување на сложеноста на производните операции, што се однесува за неговото височество Голф. Неговата идна генерација ќе биде електрична, ќе ја користи идната SSP платформа и ќе се најде на пазарот најверојатно во 2028 година. Интересен пазарен феномен е дека кога владее криза, поскапото се продава подобро. Тоа очигледно многу добро го знаат во јапонската компанија Flex, која користејќи ја популарноста на ретро стилот ја подготви Toyota Tacoma во специјално издание наменето главно за американските купувачи. Наречен Ренока Винденси според истоимената плажа во близина на Сан Диего, нивниот модел како основа има претходната генерација на популарниот пикап, што всушност значи дека сите направени примероци ќе имаат веќе користена механика. Техничката ревизија донесе нов преден дел засилен со челичен браник во стилот на Land Cruiser од раните 80 години. Зголеменото растојание од подлогата обезбедува подобри теренски својства, а ажурираната внатрешност е исполнета со модерни конективни и аудио технологии, токму како што купувачите би сакале. Моторот, менувачот и погонот остануваат исти, бидејќи нема никаква потреба за нивна промена. Тоа што тие го овозможуваат е повеќе од доволно. Покрај цената која надминува $50,000, ексклузивноста на овој пикап ја зачинува и времето потребно за неговата конверзија од старо во ново. За тоа се потребни повеќе од 5 месеци, бидејќи после нарачката прво деловите се прават во Јапонија, па потоа се испраќаат во Соединетите Американски држави каде се монтираат на донаторското возило, кое е вклучено во цената.
Лекцијата што Хенри Форд ја даде на светот не е империјата што ја основа, туку дека упорноста е клуч за успехот. Тој дури од 25-тиот обид успеа да го реализира легендарниот Т-модел. Тука е крајот на денешното издание, а следното е за 7 дена. До гледање.